Почитувани гледачи, добро вечер. Четврток, 8 октомври, лето господово 2015. Време е за ново издание на емисијата Отворено со општината. Наш, а преку ова емисија и ваш вечерашен гостин е господинот Никола Годев, раководител на секторот за локален економски развој, заштита на животната средина и меѓународна соработка и европски фондови се разбира при општина Струмица. Господине Годев, добро вечер и добре дојдовте во Отворено со општината. Добро вечер, господин Каладжиев. Ви благодарам на вашата покана и да упатам поздрав до гледачите кои не гледат вечерава. Така. Ке започнам со едно би рекол интересно прашање, може би гледачите се прашуваат зошто е тоа така, ајде да расчистиме некои работи. Вие сте да оваа позиција на која се наоѓате во моментов по едни кадровски промени кои се случија во општина Струмица. Зошто токму Никола Годев стана раководител на секторот за локален економски развој, заштита на животната средина и меѓународна соработка и европски фондови, ако се знае дека долги години пред тоа бевте на позицијата шеф на кабинетот на градоначалникот Зоран Заев. Јури, вака, 2013 година, после локалните избори, последните локални избори, заклучивме како тим, заедно со градоначалникот, дека се потребни и одредени кадровски поместувања, а во насока да одговориме на новите предизвици, имајќи во предвид дека господинот Заев во тој период стана и председател на опозиционата партија, сакавме да ги јакнеме капацитетите. Инаку, ќе дозволите да ви исправам во една работа, јас 9 години бев раководител на оделението за административна поддршка на градоначалникот. А тоа е малку сложено. Популарно шеф на кабинет го викаат луѓето, да? Така. Зошто баш јас раководител на секторот за локален економски развој? Најверојатно и убеден сум дека господинот Заев мисли дека на таа позиција можам да дадам максимум исто, како и на предходната, со тоа што овој сектор беше останат на некој начин празен после заменувањето на господинот Ѓургиев, кој 2011 година замена како директор на јавното комунално предпријатие во Струмица. Имајќи во предвид за каков сектор се работи, имајќи во предвид дека се работи за сектор и по обем доста голем, значи тука се вработени околу 30 луѓе, постојат 3 оделенија, да се остави без координација таа работа е малку за една општина, по модерен тер кој што е Европска Струмица, е малку ризично. Така да се и во другите имаше, на другите места имаше поместување, така да секторските места ги пополнивме сите заради подобра координираност и подобро функционирање на општината во смисло на давање услуги на граѓаните. Така, добро. Сега, ајде да им објасниме на гледачите што всушност представува секторот што го раководите. Вие самите рековте станува збор за голем. Се чини дека станува збор за исклучително комплексен сектор во кој нели се споменуваат 3 оделенија, нели тука е локален економски развој, тука е заштитата на животната средина и меѓународната соработка и европски фондови. 3 големи оделенија, би се рекло, така? Да, испуштивме во првиот дел, значи она што прво го направивме во текот на минатата година беше позиционирањето на самиот сектор. Имајќи во предвид дека оделението за европски фондови и меѓународна соработка настана како дел од проект од Европската унија, најпрво беше канцеларија за европски проекти и просторното уредување беше isfinansirано во рамките на тој проект. Канцеларијата беше отворена на третиот спрат, односно на вториот спрат, поточно кажано, во домот на Арама. Моето размислување беше дека најубаво ќе биде сите оделенија да бидат заедно. На едно исто место, така на иста адреса. И затоа направивме зафат еден градежен, каде што го подготвивме теренот, го спремавме спратот и канцелариите и целиот сектор го преселивме во домот на Арама во Струмица. Не е тоа страшно, имајќи во предвид оддалеченоста, секторот како сектор повеќе има соработка со бизнис заедницата, со меѓународни институции, нема толку чести директни контакти со граѓани поединечно, меѓутоа сепак и домот на Арма е во центарот, па е на убаво место, кога сме веќе кај заштита на човековата околина, се работи за паркот во Струмица, да. Инаку, ќе дозволите секторот за локалниот економски развој и заштита на животната средина, да кажеме и меѓународна соработка, ја води локалната економска политика
преку планирање на локалниот економски развој со утврдување на развојни приоритети. При тоа се разбира остварувајќи меѓународна соработка со посебен акцент на проекти кои се финансирани од страна на Европската Унија и врши работи кои се однесуваат на заштитата на човековата околина на начин со изготвување на планови и програми, се разбира сите во рамките на пропишаните законски норми. Значи, тука се 3 оделенија: оделението за локален економски развој, оделението за заштита на човековата средина и оделение за меѓународна соработка и европски фондови. Една мала дигресија, значи, најпрво, уште 2006 година, кога почна првата фаза на децентрализацијата во Македонија, согласно регулативите и прилагодувањето на македонските регулативи со европските стандарди, се формира заеднички центар за локален економски развој на ниво на општините на територијата од поранешната општина Струмица. Тој беше со седиште во општинската зграда овде во Струмица и од тука, после, да кажеме, одреден временски период, колку што им требаше на новите локални власти да се прилагодат, тие си оформија своји оделенија, а општина Струмица прогресираше во рамките на вклупување на еден сектор. Оно што ме интересира, го спомнавте дека се дислоциравте од општинската зграда, сега сте во домот на АРМ, и чина, бидејќи јас повеќе пати сум бил во посета на некои од тие оделенија, чинам дека условите за работа ги имате онакви какви што посакувате, така? Ќе морам да бидам внимателен што ќе кажам, да не ми се наутат колегите кои остана во општинската зграда. Условите се идеални за работа. И нормално, се што е ново е убаво. Таму, значи, имаше реконструктивни работи во самиот простор и се разбира, беше опремено со нов мебел, така да условите за работа на сите вработени се феноменални. Останува само да се го завршиме оној дел за кој што сме платени од граѓаните. Битно е, овој сектор е сектор кој што се обидува, не само што се обидува, него по дефиниција, значи, што велиме го гради локалниот економски развој, е задолжен не да троши, туку да донесе средства во општина Струмица, како на некој начин би го растаретил редовното буџетско финансирање на општината од страна на граѓаните, фирмите и така. На даноци и на други работи. Така да ние не можеме и урбанистиве да ги тргнем на страна нормално, меѓутоа ние буквално бркаме пари на сите страни само да се собере купче кое што ќе може да придонесе во развојот како на општината, така и на руралниот дел на општината. Така. И колку сте како раководител вие задоволни од тоа како функционира тој сектор? Колку успевате во таа мисија? Да носите пари за потребите на општина Струмица за да се развива нормално. Ние ќе разговараме сигурно понатаму и околу проектите, меѓутоа оно што ми остави впечаток оваа година е, знаете, политичка состојба во Републикава беше малку, да не кажам, повеќе од бурна. Така. И нормално е да вниманието како на граѓаните, како на бизнис заедницата, како па и на вработените да биде свртено кон актуелни политички случувања во државата, имајќи за какви работи се работи. Така. Сериозно. Меѓутоа и покрај тоа сум целосно задоволен од работата на мојот тим. Се работи за исклучително стручни луѓе, па можам да кажам дека сите со високо образование, се работи за професионалци, а имам и, ако се земе кадровската структура во дел на возраста, значи тоа е млад тим, така. Не, мешана има така, ако се земам јас во повозрастните, уште еден од мене повозрастен, другите се сите млади. Така, значи еден убав спој на младост и искуството, така? Апсолутно. Добро. Ајде малку да одиме, што би рекле браќата англичани, степ бај степ, или браќата американци. Ајде да одиме... Slow action или... Добро. Заштита на животна средина е едно од
трите оделенија кои се дел од секторот со кој вие раководите. Кои се основните задачи на ово оделение и кои услуги ги испорачува на граѓаните? Вие рековте малку имате работа со граѓаните, па сепак има ли тука некакви услуги? Граѓаните, ако збориме за приватни лица, тоа ми беше мислата. Да, инаку кога се работи за правни субјекти имаме доста работа, баш во делот на тоа оделение. Значи, оделението за заштита на животна средина врши работи што се однесуваат на заштита на животната средина, предлага мерки за заштита и спречување од загадување на почвата, воздухот и водата, и во исто време предлага мерки за заштита од бучава и јонизирачко зрачење. Она е што го викаме де факто и де јуре. Меѓутоа, конкретно оделението за животна средина, морам да ви кажам дека исто како и целата општина што е сертифицирана со ИСО стандардизацијата, е сертифицирана со стандардот ИСО 14001-2004. Овој стандард се однесува стрикно на заштитата на човековата околина. Ние бевме прва општина што го добивме. И го имплементиравте, така? И го имплементиравме, апсолутно. И не само што го имплементиравме, него и се грижиме секоја година за на овие интерни проверки кои што ги прави властената куќа за да го одржиме стандардот. Имате секоја година такви проверки, нели? Секоја година. Ја следи, значи, законската регулатива која што ја препишува владата, односно парламентот на Република Македонија. Морам да кажам дека малку им е тешко на луѓе, затоа што, знаете, ова е поделена одговорност. Голем дел од одговорноста се ја носи Министерство за животна средина, вака што е поставена законската рамка, а помал дел носи општината, односно локалната самоуправа преку своите оделенија. Се работи, значи, редовно оделението се врши анализа на извештаите за стратегиска оценка на животната средина и врши анализа на усогласување со оперативните планови. Што значи издава нацрт и решенија за Б дозволи, Б интегрирани дозволи, а врши во исто време и анализа, мониторинг и издава решенија за елаборати за заштита на животна средина. Државата може, согласно законот, само не информира за издадените А дозволи, а додека другите С дозволите за заштита на животна средина се ги издава Министерството. Тука се работи само за рангирање на стопанските субјекти загадувачи во делот на висината на загадувањето. Во тој дел и така и се издаваат дозволите. Она што е за мене битно во тек е постапка на изготвување на катастар на загадувачи. Значи, ова сакаме да го направиме, едно што е законска обврска, друго мислам дека набрзо ќе бидеме готови, во тек е тендерската постапка, а во исто време да извршиме и надградба на регистарот на загадувачки материи и супстанции на територијата на општина Струмица. Го надополнуваме, истече сега, отпочнуваме со нов локален еколошки акционен план и тука е постапката за тендерска постапка за јавна набавка направена, спецификациите од страна на оделението се дотерени, така да мислам и овој дел ќе го затвориме до крајот на оваа календарска година. Што на некој начин резултира оделението севкупно да работи во подигање на јавната свест кај граѓаните за животната средина, развој на образованието за животната средина, доста проекти. Вчера, мислам, имавте прилика заедно со Планетум, имавме соработка оделение за заштита животна средина во имплементација на она што значи паркчиња и такви работи околу одредени делови во градот. Меѓутоа, оделението пред кога беа густи ситуации со поплавите, значи даде максимално активен придонес во изготвување на веќе усвоениот на Совет на општина Струмица оперативен план за заштита од поплави на територија на општина Струмица. И за жал не можеме да имплементираме еден друг план, кој што не е обврска, а се коси со тоа што се донесе закон за регионално управување со отпад
И сега оперативниот план за управување со отпад кој што го правиме ние заедно со јавното комунално предпријатие, не можете да го направите без да имате таков план на регионално ниво. Кога сме веќе тука, чинам дека југоисточниот плански регион порано усвои некакво решение, некаква одлука за регионалната депонија или за управување со отпадот во Струмица или во струмичките населени места со кои требаше да управува една австрийска фирма. До кај се тие работи и зошто не успеа? Тие работи поминаа. Добро. Меѓутоа што е суштината, значи постои законска важечка регулатива. Добро. Во Република Македонија. Каде што управувањето со отпадот е регулирано на ниво на региони. Добро. Знаете дека имаме 8 такви региони, ние сме член како Струмица на југоисточниот плански регион, каде кој партиципираат 10 општини. Добро. Да. Следејќи ја законската процедура, Министерството за животна средина отвори преговори, значи збориме за АСА компанијата, се водеа долго време преговорите, јас мислам дека стартот беше 2010, ама се отпочна во 2011. Беа донесени одлуки на советите на општините, сите, на советот на градоначалници, беше прифатена иницијативата. И беше изнајдена и локацијата, нали? Локацијата, да, мислам локацијата веќе е одредена со просторниот план на Република Македонија. Тоа не беше спорно, беше начинот на кој ќе се собира сметот. Значи, патот на концесионерство со таа, да кажеме, разликата беше што во другите региони, некои од другите региони, да кажеме Тетовскиот имаше јавен тендер, а кај нас Министерството работеше и ја избираше фирмата по пат на конструктивен диалог. Жалам што на сите напори што ги направи општина Струмица, општина Струмица беше жртва во овој договор, искрено кажано, затоа што најмногу ќе губевме ние. Имајќи во предвид дека во цената новата цена која што се формираше, ќе требаше да бидат вградени и транспортните трошоци. Поготово кога правиме муавет за Богданци, општина Богданци, Гевгелија, Дојран и Валандово, а остануваше регионална депонија она што се горе на Добришинци. Така да во таа цена, која што ќе требаше да биде заедничка за сите, општина Струмица најмногу ќе загубише. Затоа што цената ќе се подигнеше можеби, а општина Струмица немаше потреба толкова цена. А транспортот е исти за општина Струмица, така? Како и досега, бидејќи се работи за формирање на заедничка цена за сите, без разлика дали се од Богданци или од Струмица. Која ќе биде еднаква, така? Најмногу губиш општина Струмица, прва го потпиша договорот. Така. Меѓутоа, општините од југот, како што се Богданци, Валандово, Дојран и Гевгелија, не се согласија и во последен момент, кога веќе беше се завршено, не го потпишаа договорот. Добро. Какви мерки ќе следат? Јас мислам дека искористија шанса што беше таква политичка состојба, да беше малку другачија, немаше така да може да се игра, затоа што ова ви е уредено со закон. Не можете вие да се договорите една работа, да потпишете договор, после да кажете не играм. Така, добро. И колку вие како раководител на секторот, во кој спага одделението за животна средина, сте задоволни тоа како се развива животната средина во Струмица, колку е еколошки чиста општина Струмица. Знаеме, пред неколку години општина Струмица доби награда како најеколошка општина во Република Македонија. Какви се состојбите и од друга страна колку тие кореспондираат со одредени поплаки, да кажеме, од опозиционата партија во Струмица, зборам опозициона партија за општина Струмица, која често опати знае да каже, еве, таму има диви депонии и така натаму. Знаете, дивите депонии, одделението за заштита на животната средина, односно секторот за локален економски развој, нити му е работа, нити може да ги стопира. Така. Затоа си постојат инспекцијски органи во рамките на општината, а колку сум јас задоволен, ќе може да видите и по нивните извештаи. Јас што се однесува до стопанските субјекти, сум максимално задоволен, затоа што сега и на крај вистината е дека во Струмица немаме некоја тешко загадувачка индустрија. Така. Тоа ни е еден вид, како да кажем, улеснителна околност, меѓутоа остануваат редовните потреби како на граѓаните, пошто тука ги имаме ние и земјоделците,
се собира доста големо количество на отпад, кое што понекогаш нетрпеливи граѓани го оставаат, односно или несовесни по соодветен збор бил, а и може и нетрпеливи затоа што не може да се трпи да дојде јавното комунално, знаете, ќе повикате јавното комунално предпријатие, ќе дојде сметов, ќе ви го земе од дома. Без разлика дали е цврст отпад, дали се работи за овој другиот вид на отпад. Јас сум задоволен со состојбите во Струмица генерално на еколошки план. Може би имајќи во предвид ние како општина секогаш во буџетот предвидуваме доволно средства за одржување на оваа состојба. Гледате колкав парк имаме за разлика од другите градови во Македонија. Сето тоа влијае на животна средина, го имаме горе Ридот, Еленица, обкружувањето ни е такво да имаме навистина чиста околина. Сега што се однесува до диви депонии, до несовесни луѓе, тука инспекцијски надлежни органи треба да се завршат работата. Мислам дека веќе разговаравме на колегиум, разговараме често пати за таа работа. Дури гледам дека се случува намерно луѓе на исто место и од кога ќе исчисти јавно комунално предпријатие, пак да остават отпад. Каква е намерата? Знам дека имаше одредени реакции од граѓани, се мешаа политички партии, се правеше маркетинг од тоа, меѓутоа жалам што сите 9 општини покрај Струмица се раководени од кадри на ВМРО-ДПМН, валата и вораците на ВМРО-ДПМН беше, и не најдува за сходно да го решиме проблемот кој што треба заеднички. Туку баш напротив се откаже. Јас разбирам дека е тешко на директор во помала општина од Струмица да крене раце од ѓубрето, затоа што не ќе може да вработува луѓе со привремен карактер. И тоа најчесто се злоупотребува, можеби и партиите се плашат од таа работа. Меѓутоа, кај нас ситуација се рефлектираше со тоа, затоа што ние не влегувме во инвестиции, односно јавното комунално предпријатие не влезе во инвестиции во делот на механизација и тие работи, знаејќи дека ќе доаѓа концесионер. Па се случи од кога се раскина договорот да имаме една фаза каде што малку недостасуваше од прилика на некои места не може да се покријат во градот. Меѓутоа сега веќе предпријатието е во добра кондиција и мислам дека редовно си го собира сметот со тоа што почнавме и со населените места. Едноставно треба свеста кај луѓето и баш овој дел одделението треба да работи повеќе на ова што во воспитно-образовен процес да се вклучиме повеќе. Ако културата на однесување треба да ја менуваме. Културата на однесување тешко се менува кај повозрастните. Мене ми се поважни помладите групи, значи збориме за основните и за средните училишта. Едно дете ако мало го научите да не фрла ѓубре кај што не треба, тоа нема да го прави кога ќе биде возраст. Така. Добро, ајде да поминеме на следното одделение. Стасовме до делот меѓународна соработка и европски фондови. Кажете ни нешто и за овој составен дел од секторот со кој раководите и зошто честопати се употребуваат или се споменуваат зборовите европска Струмица? Ги заслужува ли Струмица овие зборови? Во секој случај. Аргументирајте ми го тоа. Во секој случај, она европска Струмица е општо. За мене е поважно општина која што успеа во изминатиот период да искористи најмногу европски средства. Добро. Нема да навлезам во она што значи работење од 2005 навака. Зборам само за 2014 и 2015 година. Кога на некој начин и одделението посебно формирано, инаку пред тоа функционираше, меѓутоа во рамките на одделението за локален економски развој на ниво на 2 советника кои што се грижа за европските фондови. Сега има специјална канцеларија за таа работа. Сега ги има сите услови, има доволен број кадри и значи како одделение подготвува воспоставување на меѓународна соработка, соработка со меѓународни организации, институции и соработка со други општини од странство. Знаете примерот во делот на општина Белополје, во делот на Стара Пазова и во делот на
Русија? На електростали од Русија. Електростали, така. Значи, со Бело поле веќе има подпишено и споразум за забратимување. Меѓутоа, економска соработка имаме воспоставено, односно меморандуми за економска соработка со електростали и со Стара Пазова. И тоа е тоа што е направено 2015-2014 година збор. Пред тоа, знаете, имавме Осијек и ред други општини, да не ги набројуваме. Значи, главна задача на одделението е да ги следи понудите за финансирање на проекти на меѓународните фондови, донатори и да подготвува, се разбира, проекти да аплицира по распишаните тендери. Меѓутоа, вреди да го споменам, кога збориме за проектите, вреди да ги споменам неколку така, кои што на вистина, кои што кажавте и вие, на Струмици дадоа епитет едно европска Струмица, меѓутоа општина која што искористи најмногу средства. Значи, проектот ефикасно користење на соларната енергија за подобра иднина беше финансиран преку ИПА програмата за прекогранична соработка и тоа соработка остваривме соработка со Република Бугарија тука, кај што беа како партнери вклучени Петрич и центрите на регионите, како што е центар на Југоисточниот Бански регион, така и во Бугарија си има центар околу Петрич, мислам. И они беа заедно, значи околу бевме 4 партнери. И овој проект вроди со тоа што буџетот му беше 27 милиони денари, а Струмица од тие 27 успеа да зема 12 милиони. И целта на проектот е да им објасниме на гледачите дека поголемиот колач од поголемото парче од колачот секогаш оди на страната на членката на Европската унија. Па и не, гледам измеѓу 12 и 27 нема некоја разлика. 15 и 12 не е исто. Да, меѓутоа и центрите ви беа вклучени тука. Така. Се разбераме и центрите. Добро. Инаку средствата што ги доби општина Петрич и општина Струмица беа подеднакви. Разликата што се јавува е во делот на центар. Добро. Меѓутоа, цел на проектот ми беше битно да кажам дека е одржливиот развој на прекограничниот регион преку инвестиции во фотоволтаични системи. Добро. Значи, се замени кровната конструкција на основното општинско училиште Сандо Масев. И не треба заборавиме дека секојаш општина Струмица кога аплицира на вакви работи, секојаш одвојува и собствени средства. Значи, имаме партиципативно учество тука секогаш, така да се замени кровната конструкција на Сандо Масев и испоставија фотоволтаични панели, кои што ги задоволуваат потребите на училиштето во делот на производство на струја, како во делот на осветлувањето, така до некаде и во делот на работењето на компјутерите. И тоа значително заштедува пари, нели? Апсолутно. Правиме муавет за екологијата е прашање, користите обновлив извор на енергија и на крајот штедите пари. И тие заштедени пари може да се пренаменат во друга насока, нели, за друг проект и така натаму. Би било добро ако не се, мислам дека беше минатата година овој период некаде, ако не го изменија законот за либерализација во делот на пазарот со електричната енергија. Така. Тогаш ќе може Сандо Масев најавно да му продава струја по секое време да дојде поевтина струја. Меѓутоа, овој процес сега е застан како и многу други. Одржавата се надевам на подобро секој случај. Да споменеме други проекти? Развој на алтернативните форми на туризам беше друг проект. Исто ИПА програмат за прекогранична соработка искористена, меѓутоа овој пат со Република Грција, поточно со Лерин. Тука искористивме 9 милиони денари и целта на проектот беше, значи, промоција на прекограничниот период, на регион со алтернативни форми на туризам. Знаете, се снимаше играниот филм Камто Струмица, да. Па се изработи трим патека во Банско, одолжена од 700 метри, ширина од 2 метри, опремена со канделаври, со клупи и тие работи, се со цел, значи, да се приближат граѓаните кон културни споменици на општината. Таму, знаете, римската терма, познатата бања Банско.
таму имавме малку проблем, се сеќавате. Така. Веднаш луѓето преминаа на кршење клупи прво, па после ги саниравме, ама како и да е, тоа беше целта на проектот и се изработи веб портал кам Струмица на кој што ги има сите основни податоци кои што се однесуваат на алтернативниот туризам на своевидно мапирање, така. Мапирање, да. Така. Заштита и промоција на природното и културно наследство беше уште еден проект кој што се изработи преку програмата за прекогранична соработка и па програмата и тука искористивме доста средства, мислам 21 милион денари беа во прашање, се искористија за втората фаза, првата беше мислам преку КАРЦ програмата порано, за втората фаза во делот на реставрација и реконструкција на тврдината Цареви кули над градот. И тоа беше втората фаза за Втора, затоа нагласи втората фаза, меѓутоа таму уште ќе треба да се работи. Ова испадна доста, што се вика, скапа работа. Не е само да го издотерате, да го изфасадирате, да биде симпатично. Се работи горе има веќе на оѓалиште со не можам да се сетам од кој век беше, меѓутоа има локалитет. Има локалитет. Да, тој локалитет едноставно ги поместува границите околу сознанието од кога постои овој град. Да. А меѓутоа сакам да кажам дека овој локалитет, значи кој почна со овие ископини, сега не можете да настапите и да кажете ево одам јас грам тврдина. Значи сето тоа мора да биде усогласено со завод и музеј, за да го во секој случај да го заштитиме и културното наследство. Така е. И тука може исто да го споменам и проектот кој што го искористивме од што беше донација од германската амбасада. Тоа беше некаде во вредност од околу 1 милион денари, кај што беше набавено ново модерно возило по сите стандарди за пренос на храна за детските градинки во Струмица и дониравме, мислам, донацијата ја наменивме и за набавка на склоплива рампа за влез во возило и ја дававме на Сдруженијето за лица со телесен инвалидитет Мобилно Струмица. Така. И пари за тоа беа искористени. Сега е интересно што во моментот фокусот ни е на нова проектна идеја, имајќи во предвид дека ИПА програма 2014-2020 отпочна повикот пред една недела. И сега ќе се водат преговори, посети во Бугарија, во Грција. Најпрво треба да смислите добра приказна. Така е. Мислам, треба да го најдете проектот, затоа што приказна која држи вода, нели? Апсолутно. Па не е баш приказна, тоа е во наводници приказна. Зборам добра приказна во смисол така ние жаргонски колегите си викаме, каде што и проектниот партнер така ќе мора да најде свој интерес, значи треба да бидат компатибилни овие работи. И затоа, ако се прашате зашто на пример премногу во делот на туризмот, да кажеме за фотоволтаиците помалку пари, такви се едноставно потребите и на нашите проектни партнери. Така. И може би тоа е фокусот на интересирањето на европјани, значи тоа може би финансира така. Тие што се во Европа не се бават со инфраструктура, за инфраструктура имат доволно средства и ја терат работа, се бават за саморекламирање и дел за зачување на човековата околина. Меѓутоа сакам да кажам дека веќе аплициравме со проект за унапредување на соработка помеѓу европските карневалски градови. Проектот е аплициран на една од подпрограмите на ИПА програмата, значи се работи за проект за култура за креативна Европа. Така да сега малку ќе го раздвижиме и струмичкиот фек на некој начин. Едноставно останува календарската година да ја завршиме. Јас се надевам дека овој месец ќе смислиме добар проект, ќе почнеме преговори и со Грција и со Бугарија паралелно, не оставаме само со еден партнер да одиме, секој ќе одиме и со Грција и со Бугарија. Па да ја завршиме календарската година со уште еден
би рекол, добар проект кој што веќе се имплементира во веќе наредните 4 години. И останува да се надеваме дека, тој план за наредните 5 години ќе оди онака како што посакувате, за доброто на Струмица, за доброто на струмичани, нели, на целата општина. А кога веќе спомнавте дека Струмица добро се носи со оваа работа, нели, со меѓународната соработка и европските фондови, токму искористеноста на европските фондови, тука Струмица веројатно најдобро стои. Во прилог на тоа, сакам да спомнам, не знам дали беше тоа пред 2 или можеби 3 години, ама знам дека на телевизискиот канал кој пренесува или дава снимки од собраниските комисии, или пред парламентот на Република Македонија, во Комисијата за европски прашања се зборуваше токму на таа тема, искористеност на европски фондови во делот на прекуграничната соработка, и гостува, колку што јас знам, неколкумина градоначалници од Република Македонија. Се сеќам дека тука беше градоначалникот на Гевгелија, градоначалникот на Штип, на Кочани, на Велес. Јас не знам зошто и Велес аплицира во тие фондови, не е погранична општина, но како и да е, и гостуваше и градоначалникот на општина Струмица, господин Зоран Заев. И сите тие ги кажуваа своите искуства и употребуваа бројки колку тие средства имаат искористено од тие ИПА програми на Европската Унија, нели, во делот на меѓуграничната соработка. И она што сега да не се расфрлам со бројки, да не ги вадам од ракав, меѓутоа, ако Гевгелија употребуваше некој, не знам, 1 милион искористен од Штип, тука 1,5 милион, 500.000 Кочани и така натаму, такви некакви суми, знам дека кога настапи градоначалникот на општина Струмица, произоде дека општина Струмица искористила 12 милиони во евра, или тоа е претворено во некакви суми кои пред тоа се употребуваа, произлегуваше дека Струмица искористила толку многу пари од европските фондови, колку за сите заедно. Ајде не за сите заедно, ама од 10 до 15 други општини во Република Македонија. Во што е тајната на успехот? Во тие приказни кои ги пишувате? Две работи. Вработените ја имаат посветеноста целосно на работните задачи во врска. Така. Многу е битно, имаат и креативност. Третото, можеби што е почитен императив, е познавањето на потребите на граѓаните. Знаете, секторот за локален економски развој не мора секојаш да измислува топла вода. Тој во секој случај имате во предвид дека градоначалникот на општината е политичка личност. Тој доаѓа со своја програма. Так. Програмата во секој случај него и советот одреден ги донела на ги довела и граѓаните им дале доверба по таа програма. Сега, ако програмата не се имплементира што треба, тогаш работите не одат. Значи, ние сме задолжени да во програмата на градоначалникот ги препознаеме елементите кои што најмногу во моментот на граѓаните му одговарат, да го пронајдеме изворот на пари, односно веќе изворот го знаеме, меѓутоа ги наоѓаме елементите кои на граѓаните најмногу им одговарат и почнуваме да градиме пак во наводници приказно. Така. Не смее да се заборави дека интензивна соработка имаме воспоставено, а сето тоа се должи и да се разбереме уште на првиот мандат на господинот Заев, се воспостави соработка со најблиските општини од Република Бугарија и Република Грција. Така. Мислам, и вие, ако не бевте сведоци, како новинари, дури имаше средба и со градоначалникот на Солун, порано господинот Заев. Така. Што значи, го имате Кукуш, Лерин, Солун, Петрич, одлична е соработката на општинско ниво, зборам, иако партнерски не сме настапиле, и со Сандански. Така. Има големи можности, поготово знаете со разлог каква соработка има во делот на на карнавалските случувања. Сега, оние што работат и заработат плата и седат на тие убави бироа таму во Дом на Арам, а
ги плаќаат нели граѓаните на општините, треба да смислат како и на кој начин да дојдат до средствата. Тоа име работата се рadi. Тоа име работата, значи се должи на максимален ангажман, Георги. Нема со други зборови нема друга формула. Не, со други зборови не може да се опише тоа. Нема ништо посебно, никаква топла вода не сме измислиле. Така. Работа и само работа и добри идеи. Виртуелната гасификација. Така. И виртуелната гасификација во еден период беше во делот на се разви како идеја, како понуда во локалниот економски развој, во тогашното делење на локалниот економски развој. Добро, впрочем, како и да е, работат луѓето, млад тим е тоа, јас искрено чекам да видам што идеја ќе излезе до крајот на идната недела, така се договоривме начално на колегиум, да видиме со што идеја ќе излеземе и после заедно со колегата раководителот на оделение Ристевски го фаќаме патот под рака и одиме да бараме партнер општини. Така, добро. Ако завршивте со ова прашање, да претпоставувам задоволство е за вас како раководител на секторот да соработувате со такви луѓе кои ги фалите, нели, дека си ја знаат својата работа, велите стручни, млади, со идеи, експедитивни и така натаму. Добро, ако завршивте со ова прашање кое се однесува, да? 12, рековте 12 милиони евра? Да, јас мислам дека е така. Па добро, сега кога ќе почнеме малку, ќе свртиме бројките. Досега кажавме некоја бројка, меѓутоа на крајот кога ќе ве кажам вкупната бројка, ќе видите дека сосема реално остварливо. А правиме муавет само 2014-2015 година. Така, добро. Стаставме до делото на економскиот развој. Значи, каков е економскиот развој на локално ниво во општина Струмица? Дали општината преузема и какви чекори за одржлив и напреден економски развој во Струмица и во целата општина? Во секој случај тоа е основната задача на оделението, односно и на секторот. Имам ли право ако кажам дека ова е најважниот дел во Не. Или сите се подеднакво? Добро. Сите се подеднакви. Знаете на работа да ви кажам. Јас моје лично мислење е дека во услови, нормални услови на децентрализираност, на децентрализирана локална самоуправа. Така. Дури и оделението за екологија и заштита на животна средина треба да прерасне во сектор. Знаете колку се испреплетани тука работите. Локалниот економски развој, екологијата, меѓународната соработка создаваат услови, предуслови, нормално, за подобар живот на граѓаните. Знаете ви самите кога инженерите што се бават урбанисти со просторното планирање, еве сега да седнеме да размислуваме кај ќе одлучиме да го шириме градот и со колкови капацитети и каде ќе билдаме инфраструктура, ние мораме пред тоа да имаме добри економски показатели, а воедно да водиме сметка и за животната средина. А за да изработите такви планови, може би никогаш не е лошо да ви дојдат и пари од страна, па така да и уште еден проект. Значи, сите се поврзани меѓу себе и сите имат подеднаква важност. Ајде да поминеме на оделението за локалниот економски развој, како мислам оделение или популарно нели лерот, така си го викат, го планира економскиот развој и утврдува развојни и структурни приоритети. Добро. Значи, врши на некој начин дава поддршка и на малите и средните предпријатија, а во исто време го поттикнува и предприемништвото на локално ниво. Добро. За да ова биде како што треба, секојаш најпрво се изготвува стратегија за локален економски развој. Ние од медиумски сигурно го забележавте тоа, од пред 10 дена отпочнавме со правењето на новата стратегија 2015-2020 година. И сме на идеја да создадеме сега нешто малку помодерно. Имајќи во предвид дека во соработка со Фондацијата Отворено општество го направивме проектот Општина по мерка на граѓаните, каде што беше направена новата сала за Советот, за да може да присуствуваат и граѓани на седниците на Советот. Тука ги направивме веќе 4 стратегии, кои се однесуваат на млади, спорт, образование и социјала. Сега останува навистина се свртиме кон она што значи потреба на граѓани од економски аспект, а и се разбира на стопанските субјекти.
во градењето на оваа стратегија, слободно можем да најавам дека веќе се договараме и ќе отпочнеме во текот на втората половина од овој месец со посета на стопанските субјекти. Зошто? Затоа што одредена проектна единица во локалниот економски развој е локално-економскиот социјален совет. Така. Има одржано 6-7 седници, меѓутоа изостанува присуството на бизнис заедницата. И самите да го спомнам и форумот на заедници. Така. Форумот на заедници дојде како иницијатива, имајќи во предвид дека уште од 2006 година буџетот на општина Струмица почна да се прави партиципативно на собери на сограѓаните. Така да таа методологија постепено се усовршува и дојдовме до тој форум на заедници. Меѓутоа, ако можете да забележите во претходните сесии што се одржаа, секојаш недостасува бизнес заедницата. Јас ги разбирам стопанствениците во тешки услови на работење, како што е во моментот, како што беше и економската криза, впрочем не само Македонија, тука и во суседството, не им е дојдено до тоа и си велат, ај таму сега ќе идам јас во општината, па некој ќе ни збори за ова или за она. Целта е, сакаме кога го правиме буџетот на општината, да ги слушнеме и реално размислувањата на приватниот сектор, односно на стопанството. Како што ги слушате граѓаните, да, бидејќи те учествуваат, нели? И тука само една како мала дигресија, сакам да кажам дека општина Струмица и овде предначи за разлика од многу други општини во Република Македонија, секогаш е прва во тоа партиципативно буџетирање од страна на граѓаните, секогаш ги слуша предлозите на граѓаните преку тој форум во заедницата, со кој нели раководи Швајцарската агенција за соработка и развој, за развој и соработка. Само како еден интересен пример ќе напоменам дека на од претходната година на тие 5 одржани форумски сесии во рамките на форумот во заедницата доаѓаат представници од таа Швајцарска агенција за соработка и развој и давајќи изјава пред медиумите, еден од тие представници на Швајцарската агенција рече, јас не дојдов да мониторирам, очигледно јас не дојдов да мониторирам, туку дојдов да учам како тоа се прави, како тоа најдобро се прави. Многу интересно. Во секој случај, значи, постојат повеќе работи кои што веќе ги усовршивме, меѓутоа ќе ги надградуваме во иднина. Така. А и гледаме, значи, ако за некои работи се трошиле средства од страна на општината, сега гледаме да ги најдеме тези средства. Сега се договарам, знаете, ова беше со Швајцарската агенција за развој, а сега бараме други проектни партнери за да може да го истиот изменаџи, односно повеќе изфинансираме, зашто сето тоа чини пари се, не е спорно. Како и да е, значи, ќе отпочнеме директно, знаете, се договоривме вака со мојот тим. А ако тие не доаѓаат, ние ќе им одиме. Така да се изготвуваат одредени формулари, градоначалникот ќе им упати писмо, нормално ќе не најави и ќе одиме да видиме што е тоа што стопанството го засега. Има доста работи кои можат да се слушнат и од нив, така да ова година да направиме еден буџет за следната кој што ќе биде навистина. Така, на крајот на краиштата, господин Годев, се извинувам што прекинувам, на крајот на краиштата, ако веќе правите стратегија за локален економски развој за периодот 2015-2020, не може да не го слушнете бизнис секторот. Оние кои ја прават економијата, нели во се поклопија работите на сакајки, не беше искрено кажу, не беше што намерата да го искористиме мигот, ајде сега правиме локална економска стратегија, па ќе одиме кај бизнисмените. Баш заради изготвувањето на буџетот, на редовниот буџет за наредната година сакам да одиме. Ова го заговаравме како идеја уште минатата година, уште кога стапив на функцијата, меѓутоа немаше време, а формот на заедници веќе беше договорен. И сега да не ги измешаме лончињата што се вика, сега ќе си одиме етапно,
паралелно и таа работа ќе се тера и таа ќе се тера. Така да мислам дека ќе направиме квалитет. Предлагам да таксативно ги направите некои важни работи, така. бидејќи времето, како што забележам, веќе не се приближува, а имате уште многу да кажете, предпоставува. Повелете. Добро, доаѓаат парите, нали? Да, повелете. Во рамките на руралниот развој, сега збориме она што оделението го сработи само за 2015 година. Така. Аплициравме со проект на огласна агенција за финансиска поддршка за земјоделието и руралниот развој по 3 мерки. Ова беше последното. По 3 мерки и сакам да многу сум горд на тимот што се залагаше за таа работа, ги добивме сите 3 мерки. Значи и во мерките 3.2.1, 3.2.2 и 3.2.3, сега да не ги замараме граѓаните која мерка што значи, сакам да кажам дека добивме средства за реновирање на. Значи добивме 12 проекти, разделени во 3 програми, по 3 мерки, каде што се 6 домови, реконструкција на 6 домови на култура во населени места. Тоа се, значи, Просениково, Костурино, Дабиле, Попчево и Добрејци и Муртино. Значи, одиме со реновирање на домовите на култура, тука добивме 10,5 милиони денари. Каде е Куклиш тука? Куклиш е специфично. Добро. Еве ќе ви кажам зошто. Знаат, имајќи во предвид дека не сме баш општина по мерка на власта, а се уште во министерството имате, зашто без разлика што овие пари дали ви доаѓаат од европски фондови, дали ви доаѓаат од грантови и така натака, најчесто ги даваат да ги сервисираат да ги сервисира Министерството за финансии или Министерството за животна средина или Министерството за транспорт и врски. Мајка обзир дека не сме многу умилни како општина, не сакавме да одиме со нешто кое што однапред ќе биде осудено и ако се вложи труд ќе биде осудено на пропаст. Домот на култура во Куклиш е во таква состојба каде што навистина ние ќе требаше да изземеме сите пари за цел Македонија. Значи, јас правам тука МУВЦ за реконструкција на постоечките домови. А таму не станува збор за реконструкција, треба Домот на култура, да бидеме реални, луѓе сме, треба да си отпочне од темел, што се. Така, значи да се гради, а не да се реконструира. Да, затоа, за да тоа го сторите, треба да изгубите по важечката законска регулатива во Македонија, треба да изгубите најмалку 3 месеци во документација спремање. Ако за ова ни требаше месец дена, за ова ќе изгубите доста време, затоа што никој веќе не дава пари без комплетно оформено одобрение за градба. Така. Без разлика дали се работи за европски пари, дали од буџетот на Република Македонија, не е битно. Значи, комплетно законската регулатива треба да биде чиста. За да тоа го направите, за Куклиш ни требаше најмалку 3 месеци. И изгоре на се, од сета сума на понудени пари, ќе требаше сите да дојдат за Струмица, што е по мене немогуќа мисија. Така. Разговаравме, се прави друго, подготвуваме проект за Домот на културата, за да во следната фаза сега, во новиот буџет, бидат предвидени средства и одма да се распише тендер и да се почне со градење, меѓутоа со наши пари. Ако меѓувреме најдеме некои плюс пари, тоа е добредојдено. Меѓутоа, општина Струмица и градоначалникот има една размислување и одлучност дека тоа ќе си го прави општина Струмица со сопствени средства. Без да чекате средства од Агенцијата за рурален развој, така? Да. Сега по другата мерка, нели сме сектори за заштита на човекова околина, ги дојавме уредувањето на парковите во 5 населени места. Добро. И тие се во вредност некаде околу 6 милиони, значи тука се Просениково, Муртино, Куклиш, Свидовица и Костурино. И по една мерка добивме уредување на патна инфраструктура на пристапност до околу природни знаменитости. Се работи за Банско, значи она кога доаѓате во Банско пред да свртите лево на кај Цар Самуил и десно на кај центарот на селото, целиот овој простор ќе го преуредуваме. Имајќи го предвид таму е прашина, а ни доаѓаат странци, одат го посетуваат локалитетот што е таму сместен. Така да мислам дека ова така беше и точката на мерката, фактички бараше таков проект. Значи заслужува целиот тој простор да биде уреден како што треба. Доликува. И сите овие, значи вкупно 22 милиони ги добивме, меѓутоа направивме уште една работа.
преку југоисточниот плански регион конкуриравме со други проекти пак на истите мерки. Така. Така да овде дојавме пари за изготвување на 2 детални урбанистички планови, тоа се во Дабилја и во Добрејци, и плюс вредноста има е околу 1.500.000, а 2 милиони денари добивме за доуредување и за освежување на природните во Габрово кај водопадот, што ги правивме летниковциве, патеката да се освежи, да се дотера тоа, да се преуреди малку, затоа што сите се фалат со водопади, ние Габрово не може да го ставиме на страна. Преку ГИС и РЕД односно преку Центарот за југоисточен плански регион на повик од ГИС РЕД аплициравме за документација, тоа бе меки мерки, аплициравме за документација за изработка на основни проекти за енергетска ефикасност на 4 клонови на детските градинки во Струмица. И тоа е веќе добиено и потврдено. Што значи тоа? Тоа значи сега општината има комплет подготвена документација, платена од донатори, за да може да отпочне со реконструкција во делот на градинките, зборам во градот, зашто ќе ви кажам зашто не и во населените места, таму се одиме со нови комбинации. Значи, ја завршивме таа работа и се вкупно до тука некои 29-30 милиони денари веќе ги затворивме како конструкција, ги собравме тие пари на купче, што посебно ме прави среќен, затоа што пак претходната година кога беа избори и тие работи многу тешко и не можеше ништо да се работи, нити можеше нешто да се чепне заради регулативата. Законот, нели? Сега во рамка на руралната инфраструктура аплициравме и добивме средства од ДЕО преку компонентата ИПА. Значи тоа се пари од Светска банка, односно пари значи преку компонентата ИПА, меѓутоа ги администрира Министерство за финансии и Светска банка. Се работи за 7,5 милиони денари, а и општината има учество со 2 милиони денари. Тоа е почестителна станица, претпоставувам. Не, денари правиме. Денари. Добро. Денари правиме муавет. Тука стартуваме сега во март, тие средства треба да легнат на наша сметка и стартуваме со отпочнување на проектот опфат на деца во ран детски развој во поголемите населени места, како што се Кукуш, Муртино и Просениково. Куклиш, да, Куклиш, Муртино и Просениково. Ја гледате веќе ми оди паметот на Кукуш за едната недела. Сакам да кажем дека ова ќе биде имаше во програмата на општина Струмица беше внесено да се активира на некој начин на новата општинска зграда што остана така во Куклиш за таа намена, меѓутоа кога го видовме повикот, викам ај зашто да не ја искористиме и зградата во Муртино. Да. Останува единствено во училиштето во Просениково да се догради мал дел крак и така да и во трите населени места ќе реализираме од следната година да можат дечињата во 3 различни возрасти, опфатени од 3 до 6 години, да можат да ги користат услугите на детска радост. Знаете колку народ од населените места доаѓа на работа во градот, па за да може дечињата да не ги носат тука, си ги остаат таму на градинки и да завршат работа. Убав проект, симпатичен и така да мислам дека ќе успееме до наредната година со реализација, во зависи од тоа колку брзо ќе префрлат средствата. Затоа што знаат да се закучат некојаш. Овие кредити им ги дават, па ги потрошиле, па има, па нема. За инфраструктура во општината не би должел многу, се знае. Најголем проект во моментот е прочитателната страница. Тука е таа забавна 7 милиони денари, 7 милиони евра. Не, 9 милиони евра. 9 милиони евра. Инаку во денари, ако ги изразите, се 553-500. Многу се, да. Добро. Тука се работи значи за средства од Европската унија, за неповратен грант и во тек се веќе, мислам дека тендерската постапка заврши, евалуацијата заврши, ние учествуваме со тим од кај мојот сектор и од комуналец соработени
во еволуацијата на понудите. Така. Меѓутоа, имајќи во предвид меморандумот за кој што го имаме, значи не би сакал да дискутирам до каде е таа работа, меѓутоа веќе во завршна фаза. Да, меѓутоа мора да се почитуваат некои рокови за да може. Не се работи само за роковите. Роковите ќе бидат во ред, не е спорно. Договорено е, значи, да не во фазата на тендерирањето и во еволуацијата да не се разговара од аспект на тоа затоа што се работи за многу пари, сигурно да и странски инвестиции, мислам, странски компании ќе се јават и така. Како и да е, ова е веќе на некој начин многу ми беше битно мене таа фаза да отпочне. Сега веќе знам дека сигурно нема да го испуштиме проектот и животната средина во општина Струмица ќе ја направиме конечно подобра. Тука се надоврзува уште еден проект кој се зема прочитателната станица во обзир, а тоа е развојот на инфраструктурата во руралните средини са работи за канализацијските системи во трите населени места. Таа една болна точка што постојано, знам, прашуваа граѓани кога водавиле. Општина Струмица ги заврши комплетно сите работи од своја страна, затоа што и тука се работи за доста солидна сума на пари. Значи се работи за милиони, колку беа, мислам. Добро, и не е толку важно. Не, сакам да кажам дека се работи за 71 милион денари, околу милион евра, милион 160 и некои илјади евра, не ми тркнуваш точната бројка. Меѓутоа, за добрејци отпочнавме, веќе отпочна постапката, добиваме писмо од Министерството дека рокот за имплементација на проектот се пролонгира до 2018 година. Прва работа, образложението што го гледам не ми е јасно, може би сум лаик, меѓутоа ако вие 4 години ги користите пари, ако легнале, па завршиле март 2016 треба да завршат, ова одлагање мене ме упатува на една работа, значи земате кредит, нели, како граѓанин, почнете да трошите дома малку повеќе од колку што треба да враќате и после на крај почнете 3-4 години чекате некоја нова шанса, некој друг па за да земете да го вратите стариот. Жалам што одма сега не може да почне со имплементација и Дабилја и Просеникова, меѓутоа едно по едно сигурно ќе одат. Меѓутоа Министерството ни известија дека рокот се пролонгира од 2016 до 2018 година да биде завршен. Ако добро ве разбрав, дури работите, размислувате и за тој рамномерен регионален развој, значи подеднакво да бидат застапени и градот како урбана средина и руралните средини во кои спагаат, нели, во општина Струмица. Па тоа е Европска Струмица. Така е. Сте биле во Европа многу пати. Често пати и фотографии гледам и сега бевте. Знаете како, ако руралната средина не е развиена, не размислуваат воопшто, да не ве перципираат таму. Така е. И на крај Струмица е таква, знаете колку народ кај нас со земјоделие се бави. Ако не имаме возможни услови добри на луѓето за инфраструктура, тие не ќе можат да ја обуваат својата основна дејност, а земјоделието е претежна дејност кај нас тука во нашиот регион. Господин Годев, нашето време сериозно истекува, претпоставувам имате уште многу што да кажете. Еве, ќе ви оставам уште реченица две да финиширате. Остануваат 3 месеци до крајот, помалку 3 месеци до крајот на оваа година, календарска. Како ќе ги искористите? Чекаме уште 2-3 милиончиња. Аплициравме со некои проекти. Не за шалам, тоа беше пред 4 дена. И ќе бркаме работа со прекограничната соработка. Во исто време, оно што ми е најважно, да се затвори овај процесот на форумското на форумот на заедници заради припремата на буџетот, затоа што еве сега сме веќе октомври месец. И да направиме добра комбинација со ИФ програмата, зашто ќе ми биде навистина мака ако епитетот општина што искористил најмногу европски пари го зема некој друга сега. Да се надеваме дека нема да биде така. Господине Годев, јас сум убеден дека нема да биде така. Господине Годев, ви благодарам за гостувањето во емисијата Отворено со општината и се надевам дека почесто ќе се гледаме во наредниот период. И мене беше мило и благодарам уште еднаш на гостопримството. Во секој случај се гледаме како не мора само на емисии, канцелариите на секторот се отворени секој за медиумите.
Благодарам. Почитувани гледачи, тука е крајот на денешното издание на емисијата Отворено со општината. Довидување до следното издание.